И започнуваме со нова епизода на подкаст на Биди Свој, со мене Мери Јанчева. Овде ни е веќе интересно, морам да признам. Се разви убав муавет со моите гости и веднаш на почетокот да ги поздравам и да им посакам добре дојде. Дарко Ангеловски, Шаби, либеро во македонската одбојкарска репрезентација. Добре дојде. Сегде сум либеро, не само во репрезентација. И сега ќе бидеш и во секаде и во вечни векови. И пожарникар. Па да, па и таму сум либеро, да ти кажам. И таму ја држиш целата ситуација под контрола, да? Бидеш, да. Да. Добре дојде. Фала на поканата, фала на све и ај најави го и другиот дечко, па да почнем да зборам и се зборим на мене, не знам. И Роман Волков, така да не сгрешам. Не, добро. Така, од Украина. Од Украина, да. Добре дојде. Фала многу, пријатно. Се надевам ќе се разбереме некако. Знаеш што се мислам сега пред да почнем подкастот? Целата македонска одбојкарска репрезентација, 99% скоро се струмички репрезентативци. И јас ја имам често да зборувам со двајцата, единствени сте, кои не сте од Струмица. Име од Велес Лепидовски. Требаше и него да го викнеме да се зборуваме, да видиме што ќе кажете со струмичани таму во репрезентација. Го боли ногата дурда ден кога ќе заврши овој подкаст. Да видиме што ќе кажете за нив. Мило ми е навистина што се одзвавте на мојата покана да зборуваме малце за одбојката во нашата држава, не само во Струмица. Претходно разговаравме со Владо Милев, познат на струмичката јавност и на македонската. Сега сакам да поразговарам малце и со вас од друга перспектива, да ја гледаме одбојката и има ли некое светло, има ли иднина за одбојката во Македонија? Шаби, да почнеме со тебе нешто, да. Па ќе почнеме. Едино светло е тука во студио, сега што е за деца многу малци има. Мислам дека после оваа наша генерација ше валја и ние треба да се загнеме поише да работиме на тоа за иднината на одбојка, затоа што генерацијава ќе отиде готово е малце по малце. Имаме ли млади кои се заинтересирани? Тоа гледам сега ја дека од Скопје доаѓам, јас сум во Скопје работничко и интересна работа, па има па машки деца. Гледам тука дека сега играм нели за Струмица, па и тука има машки деца и сега кога се продолжи тој континуитет, рачунај дека за некој 7-8 до 10 години треба да има некоја замена за нас, ама таа пак има некоја дупка. Има дечиња, да, кои се заинтересирани, но го имаат ли тој потенцијал? Па треба да се работи, ја гледам тука добро работа. Тега го Чичко Владо заедно со сите млади тренери да не жив, да се бори он. Се бори исто со брат му, со Атанас, тука и Васе сега Васе Михилов се приклучи во тренерската, сега рачунате ти имаат видено една генерација од работнички школа. Владо Милев од оваа наша генерација исто Васе Михилов е тука. Сега гледам дечиња се тука, ама тука имаше една дупка како што е Владо Милев, ете го 30 и колку има цеца? 37 години. Не откривајте години сега. Има фанови Владо, нека се радуваат таму. Има и генерација тука се знаете во Струмица. Сега рачунај Владо ти е толку, јас сум 30, па од 30 до 20 години, од 20 до 30 таа генерација, таа ти е дупка што ги имаш само малце се на прсти се бројат Давид Стојанов, Лука Костич, Маџунков, Столе Илиев, Лепидовски, ете други нема. Еве ги малце да кажам некои млади деца, Кристијан Радови што го има. Нема дете толку малце, од цела Македонија го збориме тоа дека. И ти има некој простор, а сега новиве дечиња што доаѓаат се 13, 14, 15 години, сега они дур да пораснат 5-6 години ќе помине и па имаш некоја луфта од 10 години. Има јас, да. Кона етапно да идеме ние кон тако децениски. Тоа го разговаравме и претходно имавме и тренери гости во одбојката и со Владо Милев, што е причината што не гледат многу интерес во одбојката. Ќе те прашам и тебе како е во Украина, дали е тоа финансиски? Од финансиска гледна точка, да, сакаме да кажеме, нели, фудбалот секогаш е на прво место, не знам што да се каже за фудбалот. Дали е финансиски, од финансиски аспект уште од мали, например, ние родителите го насочуваме оди види фудбалер, таму се парите. Мислиш ли дека тоа има влијание? Па не само тоа, и кошарката и ракометот. Се грдни, мислам не грдни пари, земаат многу добри плати. Што имаат некој закон донесено што треба минимална плата толку да биде така, кај нас нема ни минималец, ни капиталец, нема ништо. Нема што, нема закон да биде 1000 евра примерно минимална плата на еден одбојкар. Тоа е жално, да. Тоа е жално. Ево кошарка видете, ракомет имате такви закони. Што треба да си дојде сега, например, еве ја како македонски играч, ќе дојдам у Струмица, мене цената ми е толку испод, тоа не можеш да ми даеш.
Идам во Велес и испод тоа не можеш да ми даеш да ме купиш, не можеш за 2-300 евра да ме купиш како што се прави за пример за некои странци што доаѓаат што сакаат да избегат и тие треба да имаат некоја цена. Тоа треба да се работи малце да се пролиста. На државно ниво, да, не е регулирано. Да се носат некои нови закони, да се све треба да биде за да има многу, според мене, од моја гледна точка, треба да има деца за да биде масивност. А масивност кога има ракометот беше масивен кога имаше успеси. Со Вардар, со репрезентација, со све. Кошарката исто беше масивна. Одбојка сега почувам да биде масивна, ама како да биде масивна кога ќе види ракометаров зима 5000 евра, јас земам 300 евра, пример, разбираш? Тоа јас и кај ќе гледаш, ти еве сите родители се кажат, истото ќе го кажам. До одбојка знам дека. Среќа имаме еве го Волков е тука, па не го пуштија за 300. Што бара Волков во Македонија? Како се одлучи ти да дојдеш тука кај нас? Беше прв пат ќе дојдем пред 3 години, мислам, нешто така, беше корона. Да? Заврши корона и нема никој не барава и клуби, сите аеродроми затворени и некој пријател тука играе од Украина, Стас Сазаров, така се вика. И он вика, ајде дојди, тука има некој екипа, борец од Велес, и вика, ајде, ако немаш клуби, никој не барава, тука ќе играеш, зимеш кондиција, зимеш форма и дојдеш. Ти се допаѓа овде? Да, ја не знам што е во Македонија држава, никогаш не беше тука, не знам луѓе, не знам ништо. За прв пат, за прв пат. Во Велес сега зборуваме, после ќе ни кажеш и за Струмица, да. Како се чувствуваше, како те прифатија тука? И кога стигнем у Велес, и за мене многу ми е мило, вака мирни луѓе, сите прави смешка, друштво, уживања за живот. Ја мислам за мене број 1 у свет. Ја беше во многу каде у држави и само за Македонија број 1. Да, за живот, но за играње, за одбојка, што... Ајде направи ни некоја споредба. Како беше во твојата матична држава? Одбојка знам што уште знам пред кога стигнувам, знам што не е јака лига во Македонија, нема пари големи, нема вакви работи, знаеш како Италија, како Полска, нема такви работи. Знам што дојдеш и не зимеш таа кондиција како зимеш у Полска негде, у Италија, негде такви работи. Ама за живот, секој лето сакам, по секој ден, секој лето сакам да вратам. За живот, да, но пари се живели од одбојка? Не, нема шанси. Што понатаму? Не знам, нема спонсори, никој не сака одбојка и не знам како си тоа вика. Никој не сака да даде повеќе да биде прославен тој спорт одбојка. Само сите тоа не е многу го дискутираме сите многу често. Нема пари во спортот, нема пари, но никако ние самите еве од нас да тргне. Денес го снимаме овој подкаст, вие вечерва играте. Да. Против Капошвар, леле името никако. Сега. И ние мораше да се направат огромни кампањи на медиуми и да ги викаме сите навивачи да дојдат. Ние самите граѓани немаме интерес да дојдеме да ве гледаме и поддржиме. Од тука треба да почне, нели? Знаеш што? Зошто? Зошто ја нема таа желба? Струмица како одбојкарски град. Да, како одбојкарски град, сега се навратам кога игравме со Олимпијакос. Смешно беше карта 100 денара, човече. И тоа не сака. И тоа и не доаѓа, мислам како не е само тука, и у Скопје се деша, стави му 50 денара не доаѓа, стави му без пари ќе дојде. А 100 денара ќе отиде онде у некој ресторан за 100 денара ќе земе ќе ги стави у хармоника, разбираш? Извинете така што ќе се изразам, но тоа е некако понижување за самите спортисти. Па само не може да Пак ќе кажам, од нас треба да тргне, ние да ве вреднуваме и цениме. Па гледа се на репрезентативно, да. Има, се гледа, доаѓа, стварно бодрат луѓе за држава дека сигна. Сега доаѓаме ситуацијава во Струмица, во клубов, освен Волков и Волков е страна, с другите сите сме од репрезентација. Да, сите сме од репрезентација. Сега баш ќе видиме клуб репрезентација, така го кажа. Да, клуб репрезентација. Истите сме, толку сме, нема 10 по 10. Тие се во Македонија. Да, и тие доаѓаме и сега рачунаме. Сега вечер ќе видиме. Вечер е да кажам, не знам, може ќе иде некој друг ден подкастом, да. Покасно, но вечер ќе биде без пари, баш ќе видиме дали ќе се дојде кампања, ќе има некој интереса, направено председателката на клубот, ќе има како оставено председателка, да ја поздравиме, таа има некоја амбиција да видите таму да знаете, поздравете тетка еден ден и неа ќе биде тука, ќе дискутираме и со неа. И ќе има нешто оставено како да не поддржат, да не кажат како хуманитарно да биде за нас, да не гледате на кафана да направиме, да.
него така и сега да видиме колку би собрале без карти. Само иницијативно граѓаните Само иницијативно, не дај Боже некој може да дое па колата да ја остави клучи, дај Боже замисли. Па и ледарки Ке части председателката. Како е во Украина? Добро, Имате ли публика? Имавте ли публика? Сега во моментот ја знаеме ситуацијата, не би зборувале од политички аспект, тоа знаеме дека не е идеална ситуацијата, но кој е претходното твое искуство? Или, ми спомна пред да почнеме со подкастот, имаш играно и во други држави. Добро. Имаше ли публика таму? Се усеќавте ли вредно? Да, беше ја најголема публика кога беше ја у Либија. Има у сала финал 7.000 човек. Полна сала. Какво е чувството да се игра пред толкова страшно е, ја мислам срце да падне, не знам, не после. Секој утакмица на тоа? Брат, не секој 15 сигурно 70% сала ќе полна. Ама кој играте дома, у гост? У гости исто, многу си оваква тамо. Има Знаеш како нема разлика како у сите држави, има фудбал тука, а одбојка тука надоле понизу. Тама си равно. Нема вакви работи. Тама исто дојде публика 7.000 на фудбал гледа, утакмица 7.000 дојде на одбојка. А каква е финансиската подршка од страна на државата и на фудбалот и на одбојката? Не, фудбал сегде повеќе пари, ама знаеш како не е лошо. Сите кои бара тамо у Либија, сите знаеш што има пари, има нефт, има бензин, има газ и има пари. Има како си франки, долари. Задоволни сте, мотивирани и се игра. Епа, зашто не? Ќе дојдеш, заработиш, изимеш добра плата, ќе вратиш у Македонија и живееш тука. Живееш. Види, формула, гледаш формула. Ке троши странски пари, бе, земе го инвестиција. И ќе каже добро е во Македонија. Чекај сега да се разбереме за со кои пари е добро во Македонија. За живот топ. Слушај, па ти вака ќе кажам, бе. За? Ти идеш таму, си играш, тука трошиш. Ја 3 работи работам. Тука? За да преживеам. И пак нема живот, види се. Требаше да поканеме некој македонец. Тој многу розова слика ќе ни покаже. Слушај, ние ќе ругаме. Он супер е тука. Не, шала на страна, Шаби спомна, да, имам 3 работи. Аз како што знам имаш 2 работи. 3 работи имаш. Другата ти е пожарникар. Пожарникар, да. Така. Како се одлучи? И дали е возможно да се биде и одбојкар и пожарникар? Слушај, ради смените може, али стварно е, мислам, ку брзање си цело време, да стигнеш. Сега го бркам времето, едно време времето ме бркаше мене, сега ја го бркам времето. Како ради смените што си иде така, ноќна смена кога сум, после следните 2 дена сум слободен, тука може да се тренира, да се истренира. Сега се совпаѓам некако, зимам денови за слободно, све да дојде да се игра. И све ова го правам затоа што љубовта ми е у одбојката, не ради нешто друго. Да беше, не знам, сега ова е сега. Да, како што те разбрав, за да можеш да играш и одбојка, ти мораше да се прилагодиш, да се најдеш и друга работа. Да, рачунај те, уствари, извини. Животна желба ми беше да бидам пожарникар, дури од далечната 2015 година пробав да се вработам, сега во дел на Македонија, да знаат Македонија. Те прочитав на неколку... Рачунајте, на многу конкурси сум бил, сега цела ситуација така е, но... Имаше и апели до градоначалниците, значи беше така. И да ја кажам дека да не бев одбојкар, никогаш немаше да се вработам као пожарникар. Толку е тешко да се влезе во... Толку е тешко да ти кажам, да. Особено за служба што е со многу... Не знам како... ќе ја кажам као тешка работа, малце потешка и од полиција, и од војска, и од све. Во пожарна си многу одговорна работа и се рачуна јас со љубов го работам таа. Има некој што не да не именувам, него некој си е вработен така, некој вака. Ја од љубов сум почнал, многу луѓе на моите конкурси што беа што стварно сакаат да работат, нема како што општеството, немале врски, немале ништо. Така, да. Не биле ни одбојкари, ни некои репрезентативци. Мене искрено ми помогна што сум репрезентативец. Тоа што сум ги бранал боите на државата и едноставно на секој интервенција идеш со 100% даваш кој на терен. Да. И сите знаат, хиерархијата ти е иста како во спортот, имаш назначен, имаш све, тука кај нас е капитен, тренер, селектор, све.
во пожарната е како водич на група, командир на чета, командант све. Исто хиерархиски, малце сум воспитан од спортот за тоа. Мада сум бил малце анархист, анархистка и сите во одбојката, тука не сум ке слушал сите. Сите знаат дека сум малце бунтовник. Малце сум бунтовник, продискутираме, не бунтовник си и интересен си на терен. Кажи ми, ми беше прашањето зошто пожарникар? Зошто, например, не се гледаш во некоја друга професија? Сепак таа е тешка работа, напорно е. Јас верувам дека имавме ние гости пожарникари и знаеш, муабетот беше дека ние ги гледаме, само си мијат камиони и си седат по цел ден, ништо не работат. Но дојде ли кога гори, тоа е сепак ризично. Од каде љубовта баш да се биде пожарникар? Знаеш како, кога... Тука пак машиновозач, како спомнам. Тоа Знаеш што е интересна работа? Кога доаѓаш сега репрезентативец, играш за држава, играш све, како во сите европски држави, што е многу... Тоа им е стаено под конец. Сите дале групен спорт, дале вако, многу истражував да видам што работат, пример, скијачите. Еве Ивица Јаница Коштелич од тука. Они мислам дека се некоја државна служба, дали полицајци, дали војски, може и пожарна, и сите им следи работа. Уствари они кога стануваат репрезентативци во сите европски земји, Италија, Швајцарија, Германија, било каде, средени си имаш статус како вработен во државна институција. И ти кога ќе завршиш кариерата, ти доаѓа да се продолжиш да си работиш. Сега може и тренер ќе бидеш, ама има треба некој бенефит да имаш и ти од државата дека сепак ја представуваш. И сите се вработени во тие три институции, дали пожарна, полиција или војска. И ја кажам, зашто да не станам некој... Сега разликата е што ти мораше да се молиш малце за да добиеш да се молам, да се молиш. Да, ти кажам. Не молење, не знам, како се викаат енглезите, не pray to God, не знам, многу... Видов по сите тие објави што ги имаш. И на емисии отворено си бараш дека сакаш да те вработ како пожарникар и затоа сватив дека ти си молел буквално за да те запослат, а не да си граѓанин на пиедестал. Да, извини ке те прекинам. На сите конкурси кога идеш имаш што треба да направиш и на сите си бодуван. На првиот конкурс ја завршив меѓу првите 10, беа 30 примени. Мене ја не бев, ја бев одбиен. После уште еден конкурс, по уште еден и на крај више доаѓаш и дај господе, сакам да го работам тоа, разбираш, не ми тешко, обуки си завршив, све си направив. Значи, школото ти го завршува институцијата, да кажам, како бригадата на Скопје. И сега јас сум уствари како со школа сум пожарникар-спасител, професионален пожарникар-спасител. И тоа е хумана работа? Таму спасуваш човечки животи. Тука радуваш други, тука радуваш, тапкаш топка, палиш публика. Луѓето, да. И како што знаат да кажат во еден жаргон, и ова е фрлање во оган, и тука си фрлен во оган. Па секогаш да ти кажам, ама тука е малце ама што значи во одбојката кога ќе фрлам? Потопло е малце пожарна, да, кога видиш. Има доста интервенции Скопје како голем град и на многу, кога сум искачал на телевизија, малце луѓе сум зборел дека треба малце свест да има, затоа што особено со тие летни периоди кога се стрниш така горе планински. Имаше многу пожари тука. Многу имаше, да. На цела работа полни раци. Тоа ме интересира, како постигнуваш? И тренинзи, и надпревари, бевте активни цело лето, пожари гаснеше. Тука благодарение на, сега ќе кажам, на градоначелничката, дека ми е работодаваш од град Скопје, на Данела, пуштив барање, ме ослободи од работа, дека ја представам државата. Тоа се работи во секоја европска држава. Ја не ни треба барање да пуштам, треба само да бидам ослободен. Но кога заврши репрезентативните обврски, прв ден работен ми беше 28 на Богородица, голема Богородица во август. Од тогаш па до пре неколку 15 дена не се прибравме од планини, дури имав едно добро искуство со хеликоптер, да гасиме на врв на планина, па хеликоптерот се расипа, па се симнуваме. Хорор. И тоа се од човечки фактор, да, нека биде тоа апел, нека внимаваат луѓето, да, се случува и во Струмица многу пожари, нека внимаваат луѓето, нека се, не знам, нека се грижат за средината малце. Не ли требаше поише да збориме за одбојка, него ли за работа? Па ти се замоабете сега, пожарникарот, дај да прашаме Роман Волков како машиновозач. Па да, можам да бидем, ама сега, фала Богу, имам здравје и играм одбојка. Чекај сега, имам здравје и играм, а шо?
машиновозач. Тоа имаш завршено? Да, завршено 4 години беше во универзитет. Ама како беше, има клубот у Украина, у Харков. Таму играш одбојка и паралелно учиш у универзитет. Тоа ви е возможено. Да. Сегде така Украина може, ако играеш за некој град даде на тебе да помогне нешто за завршено, взимеш диплома, нешто вакви работи, многу си убаво. Ама то јаки клуби, од 1 до 4 бројки у државата. И убаво. И кај нас има многу градови кај може да взимеш кој сакаш дипломи, пожарникар, полицај, војско, што сакаш, агроном. И ти машиновозач. И ти машиновозач. Да. Од каде желбата за тоа? Па така се вика, сакам, зашто не? Ке играм и паралелно. Зошто не беше пожарникар како шат? Или полицаец. Или полицаец, Не знам, например, беше- зошто има тоа е таму актуелно е нешто, има или полесно беше факултетот, да? да? заврши полесно. Епа. би било. Немаше многу учење. Учење само прв ден дојдеш, донесеш документ и мине 4 години и дојдеш, взимеш документ и взимеш диплома и толку. Кјут ми го кажа. Слушај, ама на крај, Да. за пола години до завршење, на крај универзитет, ќе дојдеш и правиш практика, ќе возиш, ќе објасниш, малку читаш, малку И учиш како нешто. ти оди со возењето? Одма вака седиш, взимеш, вклучиш и возиш. Шо? Јас Не треба би не била лево, баш не десно, сигурна, само не би газ се возила и баш то. на тој воз. Жими се. Не, остаje тоа. Него да се вратиме на одбојката. Нели за тоа беше подкастот одбојка. Да. Ви кажавме, еве, на кој му треба нешто машиново, не знам, Ја, во дај Боже, Македонија да не дали треба. воопшто Не треба ќе ништо. треба Ако таква треба, трета, работна да. позиција. За пожарникари знам дека секогаш треба. Третата Да работа, не бидете ја спомнав, живот ако здрав. му треба некој Кој е? водовод, нека Водоводжија се си? јави со татко ми да си работа. Ајде. Кога тука е времето. Кога па имаш време и за тоа? Или така помало поправаш Меѓу нешто двата за... тренинга. Место да спијаме и тоа работа. Да, за одбојката малце да си поразговараме. Како се чувствувате во тимот? Јас знам да одам и на тренинзи, малце, нели, од медиумски аспект. Ние медиумите знаме да дојдеме и изјави, да земеме и се. И мислам дека има посебна енергија тука. Со сите овие момци, јас би кажала Ока Струмица, но и голем дел се и во репрезентацијата. Каков е тимот? Каква енергија владе и како се чувствувате во тимот? Ајде ти прв кажи. Ти прв, ти си многу нов, да, кажи да. прво искуство. За мене, Колку- не знам колку како, време ја си беше тука? у 40 дена ова лето, беше со репрезентација, што сите дечки Имаше исти. можност да тренираш со Да, нив, имам возможност, фала на Кој Хари е Најковски. Како се справувавте со селекторот, Хари? Па добро за мене, ова лето прв пат не го познав, за мене убав човек, ќе пушти мене у репрезентација, ќе земам ја убава форма да помогнем пред утакмици проти Греција на европска квалификација на европско првенство, малку направен притисок за првата постава. За мене убаво и за нив мислуто, затоа што јас и не како се вика, не лош играч, да можем да направим притисок за прва екипа. И на украински кажи ке те разберам. Ама слушај вама, кога Абе, како на украински? На англиски си кажи да, разбереме и се, како украински не атмосфера, не знам. Каква атмосфера владе, да. Добре, у репрезентација како беше исти момци тука. Како у репрезентација има многу дисциплина, знаеш како и не можеш да бидеш вака Напорни ви се тренинзите? Да, реалистични, не можеш да вака спокојно. Има дисциплина, не можеш ништо зборуваш тути и толку, само тренируваш и Јас знам готово. кој зборува. Добро, ама Добро. тука Идам на тренинзи, мен. Да, ама тамо и- Доаѓам, Не кажам, добар сум, добар сум. Така ти е мала платата, буше тоа да се сеќа. Уште дона, како беше детскиот додаток да ми го тргнат од вака. А у Струмица сите прави друштво, атмосфера убава, затоа што, знаеш како, нема притисок од тренер, од председател, нема притисок и сите вака релаксични и прави смешка, прави малку. Струмичани, добри, гостопримливи луѓе. Гостопримливи, многу си мирен, ама и у Велес беше, у сите Македонија за мене, ја мислам Ти така. се допаѓаат струмиџанките така? Епа. Добри се, убави се. Да, добро. За мене сите македонци убаво. Нема, знаеш како нема Не, разлика. јас чисто за струмиџанките Да, да се ама прашам. чисто- За женските да И- кажи си жени, за жени За да жени прашам. убави, ама- Така Ама кажи сегде си. убави, нема вакви работи. Македонките генерално Да, македонки се убави. убави, ама и како и луѓе убави тука.
И нема разлика, некој знаеш како има пријател што вика ле таму во Скопје подобро за целата држава, Струмица или Велес не. Тој друг каже само Струмица убава број 1 у државата, Скопје и Велес не. За мене ја сегде беше у Велес, у Скопје и у Струмица и за мене сегде равно, сегде убаво. Нема ваква разлика, тамо лоши луѓе, тамо убави. Мило ми е како не перцепираат луѓето кои ќе дојдат од страна. Барем тоа убав печаток да оставиме. А ние меѓу себе очи ќе се извадиме, да. Скопје, Струмица, папе, цел живот. Не се сака, да. Не се сака. Какво е твоето чувство? Може Шаби да те викам, да не Шабаве, да, и не ме ни персирани ниша, ако имам до скоро дознав Дарко, сите ние Шаби. Да, Шаби, да. Како, истото е, рачуни. Истото е. Кој репрезентација, само ја имам до репрезентација, ама се престана да ми се игра одбојка ради сите глупости што се случуваат воопшто во Нати го дај ми го, да, и Нати го дај ми го во целата политика, нешто што се дели Скопје Струмица, ми се одигра некако одбојка, да ти кажам, и Чичко Владо Милев дојде, ми кажа, дали сакаш да играш за Струмица? Да помогнеш да ќе играме Европа, ќе дојдам. Сега рачуне, мене ми е многу поразлично како однесувањето мое и на Струмичани тука е многу по-другарски. Сега доаѓаш и сега ти си правиме компарација Струмица Скопје, не веќе Македонија и Украина. Сега има општо така, уште од времето на некои играчи се поделиле на кланови во нашата репрезентација. И од тие кланови ден денес живеат што ја уствари со едните, со другите, едни меѓу себе ние не се мрзиме. А може и да не се сакаме, може и да се сакаме, ама некој притисок имаш за да играш за репрезентација, секој сака да се докаже кај новиот. На крајот тоа е тимска игра. На крајот тимска игра. Не може и сега рачуне, ја само еден човек природно ти не треба да ги сакаш сите, нели, но тука си тимска игра. Ама кога ќе дое таа репрезентација, општо вака и сите знаат дека јас сум тој анархистот, малце што не слушам, не правам. Ама не сум ја анархист, него сум реален, некои работи не ми одговараат. Ти се држиш до себе. Ние знаеме дека си ти постојано насмен на терен. Да, тоа да. А унутрашното се сеќавам на со кој игравте, ајде може да помогне претседателката, со Чешка беше? Кога веќе беа сигурни третиот сет и тоа се губи нешто се и тој беше единствен кој беше најрасположен, мотивиран и оди им вика готови сте. Ви рачунете. Цела публика се смееше. И мене да, мислам највише што ми се допадна, тогаш играв мисля во Струмица, тој турнирот со Естонија и со Чешка. Првата утакмица не ја играв, ја бев на клупа со Златната лига, втората утакмица кога влегов ја првпат осети во Струмица дека стварно мене ме обожава, мене уствари јавноста ме обожава да публика. Никогаш во Струмица не се десило, не знам ЕВЦЦ, да дојде дека јас сум од Скопје да скандира цела публика Шаби, Шаби. И зашто да не дам тука, разбираш, кога се работи за доброто на одбојката, да се направи нешто добро, бар Струмица и да и Велес и Пробишти, и Вардар и било кој да одмегне. Ги имаш симпатиите на публиката. Тоа те мотивира? Тоа те мотивира на терен? Мене мотивира, особено, ти кажам, најубава Со оглед на тоа што си најпозитивен на терен, што те мотивира? Што? Не знам, се полудувам кога ќе ја видам топката, да ти кажам, се помрднувам некако така ми е. У друга сфера влагам, не знам, сите викаат, еве, сме играле пред многу публика Словенија, која тепавме пред 15.000, ја глас не слушам на публиката. Некако у друга димензија влагам, што тоа не можам да, особено кога ќе фатиш некоја бомба, да ти кажам, не, уште појако е. Кога сме кај тоа, да. И појако од тебе, да, и да ви докажам вака како на подкаст и тие што ќе гледаат. Значи, јас со репрезентација, мене желбата за одбојка ми престана оваа година, затоа што сите глупости што се случува, ја не сакам да играм више одбојка. Што се случуваше сега? Два пати сакав да се отидам и да се вратив. Два пати сакав да се отидам, да не играм више, ама па и за репрезентација. Глупости се решават внатрешни политики, што не треба. Внатрешни политики, не организација, ништо за организација, топ ке кажам. Доаѓам у Струмица, прв тренинг да играм за Владо Милев и за Струмица, за ОК Струмица што е тука, кога го видов овој Будалјов, кога го видов другиот Будал, кога ги видов сите играчи што се у репрезентацијата и тука сме, да ти кажам, мене ми се врати желбата да играм па одбојка.
Puno Сега srce? да, puno srce. Не ќе да се откажем од одбега, ама со овие глупости што се случува во репрезентација ми беше направено да више, знаеш како да земам сите топки, да запалам сите сали. Не ви е пресудно, не се пресудни овде парите, како што ви Сега гледам. гледај, Двајцата нигде не имате се пресудни желба, парите, да. но политиката со нашите дневници во репрезентација што се смешни, доаѓа со нека политика да се увалуваат играчи Добро, за да земат. има, цело време го зборуваме тоа. Има начин некако да им се крене свеста и на политичарите и на тие институции и луѓето кои се одговорни за тоа. Имат сите да се фатат за уши, што се политичари, градоначалници за уши, да дојдат у сала, да видат Сабајле како се тренира, вечер како се тренира. И во какви услови лето, тренирате? Зимо како се тренира, какви се сталите и да дојде да се Јас морам да направам, и за уши. Кажи ми, ти си дојден во Македонија. Добро. Знам дека во Струмица не се идеални условите во салата. Во сала? Да. Не само Струмица. Какво е, например, во Скопје, не знам, или во Не само Велес, Струмица. кажи ми искуство. Еве сега што ти почна. А очекуваме од вас победа и секогаш сте Како криви. Како условие за сала? Да. Ич нема сала, ич нема ништо тука. Бетон, зимко минус 30 степени и како можеш да тренираш? Има перерва, има пауза, не знам како, затоа што сала има ладно, никој нема, не тепло, страшно, катастрофа условија. Има бетон сегде, таму нема шанси да биде ја сега у Струмица и молам, вака правим молам да играеме или ЦЕФ или Лига чемпиони затоа што има у сала да стели Терафлекс. Знаеш што е, разбереш Терафлекс? Да. За мене ја влезувам у сала, гледам Терафлекс и мене ја среќен страшно и не сакам да излезем од салата. Тоа е навистина жално, со кои да разговараме, сите го потврдуваат тоа дека немаме основни, елементарни услови. А бараме спорт, бараме одбојка и бараме успеси. Многу там ни на пена рашака е многу да ги избројаме условите што се имаат за квалитетен тим и за квалитетна сала и за квалитетни услови. Кога ќе фатиш прво топки, температури, све тоа, многу мал дел се. Но за тоа треба да се смени нешто. Ако почнеме заедно да работиме за сите, дал сум ја од Скопје, од Струмица, дал сум од Украина, сакавам тука да... Значи, секој што го знае најдоброто да дојде да го пружи за да имаме ние подобро нешто за денес утре. Ние треба да оставиме нешто исто како фамилијата тоа. Треба да работиш за да оставиш нешто. На деца, на внуци, на све. И тука ти исто, ние сега сме татковците од бојката тука. Сега треба да имаме синчиња, па синчињата внуци, тоа ние тука дори сме тука. Ако вие немате елан и не им го зборувате со елан и мотивација, како тие ќе станат од бојка? Ние, нашата генерација све виде. И од немање финанси, од патишта, од безопреми, од све. Сега дојде се дигна свеста малце се подигна но скалило од тука, онде рипнав мене, отидаме до горе, да. Тука и ние уствари овозможиме сега децата да имаат добра сала за тренирање, да имаат опрема, ваучери да има, деца дневници да почнат да зимаат, света. Тоа треба све вака, укупно, кога ќе земеме сите бомбони што се во Европа фабрика и да ги ставиме на едно место, да не ги раздрнкаме и ќе имаме пубаво сите за да земеме да јадеме исти бомбони. Со таа намера јас ги правам и моите подкасти и многу често се не само едукативни, туку и даваме апел до сите оние кои не слушаат, се надевам дека јавноста не слуша, ќе ги слушне сите тие потреби, проблеми, не знам, и предизвици со кои се соочувате вие како спортисти, пред се како граѓани на таа држава. Секој има право да ужива и со гордост да ги брани боите на нашата држава. Него кажете ми, ти играш примач? Ја имам примач. Примач? Ти играш либеро. Точно. И кога кога зборувавме со девојките одбојкарки, едната ми спомна дека либеро е не најневреднуван, туку ако има аплауз, секогаш има аплауз за тоа што ќе освои поен. Точно. Тука е примачот. За либерото никогаш. Ако се изгуби поен, либерото криво, зашто не прима топка. 20 години више сум. Така. А века кога ќе добиеме поен, секогаш аплаузот го добива друг. Затоа што тежок е за разбирање спортов нашив. Рачунај. Никој не го гледа во играта тоа. Сега јас како публика, како лаик, не ја гледам твојата вредност доволно, отколку како примачот е кој ќе ја забие и аплауз добива тој, а ти си секогаш во позадина. Ако човек смечира, тоа е најјако што има елемент во одбојка. Ја мислам така, не знам. А за одбрана
знаеш како нема, како ти си викаш, нема ваква емоција убава што Да. можеш да поддержиш. Ти пречи тоа некогаш? Ми Што ти пречеше како на почеток либеро сега, не ги добиваш аплаузите, не ги собираш Кога ќе сите. сватиш дека либера не може да победи утакмица, само може да изгуби, тоа ти си го сваќаш у главата. Тоа е најдобра дефиниција кажана и сега треба да живееш со тоа. Да. Со репрезентација, Кој со се репрезентација најубав? 30 пати сме тепале, сите браво. Сте земале 50 поени, капитенот земал 44 поени, оној земал. И него Добро, опишува либерото ако изгубиме капитенот земал 35 поени, сите земале, кој е крив, Шаби? Шаби е крив, да, и тоа ни е. Да, тоа ме интересира дали некој ще повредува тоа и не знам, да. Не повредува. Его, не зборувам за его, нели? Сите имаме помалце его. И боли некогаш, да. Особено во спортот. Рачунај, кога ќе дојде таа задњата статистика и бројки и мојки и све, кога ќе дојде да се искажат, ти јави се, ти звони телефон, јави се. Кога ќе дадат бројките, замисли, некојаш бројките се на моја страна. И најубави проценти имам. Таму тенкамо не напад. Тие проценти никој не ги гледа. Имавме некоја интересна, некој филмче се снимаше, па ме прашуваа тие таму од позади камера, што ќе кажеш за тие поените на капитенот што беа 44 против Маđarска? Сум против Унгарија игравме, ние 3-2 победивме таа. Тоа што Деспотовски ја фати таа мрежата. Ја викам, што ќе кажете вие дека таа утакмица Дарко Ангеловски имаше 63%? Прием. Па не го разбираме ние тоа. Па не го разбираме. фудбал, ја фудбал не знам, тој се тепа позади тој кога ќе даде бомба гол, кога ќе даде. И сите Бекам, сите Бекам го знаеме. А дури да дојде до него си има Да. Тоа е у секој спорт. Така. Кој ви се многу сакам да знам кои ви се најинтересни моменти Во одбојка? во одбојка. Или што правите? Има кога- многу интересни моменти. Ја мислам кога има, како се вика, играемо ама слушај мамо, играемо и можеме да играемо 40 секунд, можеме да играемо минута и то на крај публика падне ако некој смечира и иземи поен. Најлесно кога две екипи има притисок, Кога се на исто рамо. притисок и тесно одемо. И тоа е најубаво. Има една топка 40 секунд не падне надоле. И за публиката најубаво што може Што биде. те мотивира најмногу? Мотивира берка. Тоа и тоа. За одбојка или за како? Или Таму за на играње? терен, Не знам, додека за мене сте на ако терен, еве на пример ситуација како што знаеш да кажеш, нели, еден поен разлика и сега решавачки поен, што може најмногу да те измотивира? само јас сам можам да измотивирам. А за мене само мотивација најубаво ако има публика. Ако публика голема полна сала готово. Ви се случило ли некогаш заради таа реакција или навивање од публиката да ви даде толку голем елане да кажете ако не беше публиката нема да го добиеме тој надпревар? Да. Или да го добиете или да го изгубите. И ви се има таков момент? Десен, како не си има десен. Ама одбојка тој е спорт за публика, тој не е спорт за играчи. Така се вика у свет. Одбојка, спорт е за публика. Не е за играчи. Ајде сега почне. Појасни ни го тоа. Мы си играемо заради публика. Не играемо ради себе, ради тренер, заради некој друг, заради фамилија. Играемо само заради публика, да публика скандира, ајде струмчани, ајде репрезентативци. Ке дојдете? Ја? Ке не знам. Тука у Македонија? Да, у Македонија. Ке имам нешто, ама не знам многу или не. Знаат на улица да ве сретнат, сакат да се фотографираат или да разговараат со вас? Ма играме само една утакмица тука. Уште не знам. А пиеше кафе со победникот од твојот рилс? Денеска треба да пиемо. Пред утакмица го Имаше стигнемо многу коментари и Не пријави. видев то, на се треба да прашам. Цеце, дај бе седни со нас. А кој победи? Има. Има Имаше многу. некој, Милинков победи. Ето, поздрав за него. Си гледаме и пиеме Кафето ве чека. Кажи ми кој ти е најинтересниот момент во еден надпревар? Одбрана што? Колку и најинтересно. Бомба кога ќе фатиш. Тогаш се Особено најзадоволен. бомба, да, кога ќе фатиш. И тоа у глава ми е една бомба што сум бил толку многу
со Швајцарија и ја памтам таа на некој еден поен, тој доаѓа, ја му глава, и ме удира у гради, зијаме поен, ја зијаме утакмицата и ја у глава стај нека ради мене тепавме, разбираш? И ден денес мислам дека таа ради таа топка тепа, да, само тоа го памтам. А ве рачунам многу емоции од тие Словени и моени се што сме тепале. Ја многу малце од таа еуфорија да ти кажам дека некој поени забораваш дека траело од сат и пол, два, да се навратиш, не можеш да се навратиш. Таа со Словенија мене ми текнуваат многу мал дел од поените што се случило кога гледам утакмицата. Некам не е можно ова да се играло така да се Сакаш да кажеш дека може да се случи на терен и комплетно да сте исклучени, само играте ти кажам на механички, почетокот. Ја се исклучувам сега на пример, разбираш, у лига има некои екипи што да доеш тие и Чичко камерман да дадат и тепаат. И сега таму не можам да се мотивирам и стојам како канделабра. Стоиш загреан, се младиш и готов ќе ти даде на топка и ти кажеш не, секогаш прашувам за тие 10 секунди што ви прават тајм-аут. Што ви кажува тренерот? И дали тоа уопште ве мотивира? Кажи ми. 10 секунди, нели? Тајм-аут, ајде сега и оди пак враќа се на терен, освојувате поени. Факт е некогаш дека тоа дали ве смирува само тоа. Што ви кажува тренерот? Што те смирува? Има кавги таму нешто или па не, сега зависи од клуб до клуб, некој Да, зависи од тренерот. Зависи, особено се кажува Ви влијае тоа? Па на тајм-аути се кажува тактиката да не се заборави како играш против противникот, да не се заборава што се затвара, како се затвара. Целата тактика да биде дека да не ти навлагаме од бојка. И бројките никогаш не можам да ги разберам. И најубавата мотивација е ајде бреко веда, ајде бреко веда, ајде, и цело време така се. Чекај, тоа на машките? Јас мислев дека само со женските нема разбирачка. Какај бе со мене дур да доеш да се разбереш, знаеш колку треба. Сега среќа што сме на подкаст, дој маркетинг да видиш дали може да. Не сум си терам некои мои правдини, мои правила што секогаш ми се удрили од глава, некогаш ми се паметно. Ама да ти кажам, секогаш сум бил управо тоа што сум го направил. А сите ми се моментално дека не сум соден. Секогаш се држиш до тебе? Па и се држам, зашто не, прво себе си се сакам, па тебе ќе те сакам да знаеш. Каков е по карактер Роман Волков? Мој? Каков карактер си? Знаеш да бидеш тврдоглав? Не знам, треба не мене прашуваш, треба некој другар мој прашаш, некој. Како ти се перципираш, како ти се гледаш? Сам за себе? Да. Не знам, многу си дружен, мирен и спокоен и сега најубаво, Не, ама чекај, ако сум мирен, каков си на терен, го слушаш ли тренерот по секоја цена што ќе ти каже? Има ли моменти кога знаеш да не го послушаш тренерот? Има, можем и луд се бидем страшен колку. Што може да те налути најмногу на терен? Што може да те изнервира? Не знам, ако ја зборувам со човек, он мене не слуша и нешто заибава мене или дупи мене и јас си многу си нервозни и сакам да истепам него и помре човек, вака. Ама јас си, ако до мене убаво и јас си убаво зборувам, ама ја гледам човек многу си лош, ја или ич не зборувам со него или ќе одма тепам и готово и заборав него. Може ли да се изнервира Шаби на терен? Јас не сум. И сега сум нервозен, ама го кажувам го Ама тоа го знаеш да го манифестираш на многу друг начин. Па да, ради тоа, например, не знам, јавноста има вина дека некад сега ми се дерам ко мрднат. Значи се дерам за да ми искочи, што вика лошото да искочи. Ама некад и дека кога ќе падне глупа топка или кога ќе ми падне на мене или на друг вака, кога ќе падне, не знаеш како. Ама ти проаѓа, разбираш, спортов кај нас е па многу поени, па кратко трае, пробуваш да забориш. Динамичен. Да, па више, знаеш кога престануваш да се нервираш, кога сваќаш дека има нова топка и кога ја забораш таа прошлата. Дека има посебна така да вако, а за една топка сега на 0-0 на почеток како ми падне јас мене, сега да ја мислам така изгубам концентрацијата да. Многу ме интересира како славите победа. Пак ја спомнам, фудбалерите знаат многу често да објават, кај вас јас искрено не сум видела некои интерни видеа така. Што се случува во соблекувална? Имате победа, еве. Дајте лек. Чекај, Што се случува? Соблекувањето Шапе кажува, ја кажува после соблекување, одеме у кафана и уживаме како на свадба правиме, играеме, ќе пиеме некој пивце, некој ракија, што сака, кој спортисти има дисциплинирано, да, има музика, има правилно друштво, сите заедно како исто фамилија ваква, заедно од деце, од дете
И ваква си. И сите утакмици кога ќе тепамо, кога изгубимо, кога ќе изгубите? Кој е крив? Ајдеш у кафан и плачеш. Кратко и јасно. Значи кафаната е закон за се институција. Кафана е институција. Што кажуваат, не пиеме, не искачаме, не правиме ништа. Најубавите југословенски моменти кошаркарите што ги направиле со излазци со нашите. Све е направено што спортот е за тоа. Прво да уживаш, после да заработуваш, а и на крај да не се нервираш и да славиш. Што знаат да кажат на Европа и нагоре тимбилдинг ово, кај вас се случува во кафана тимбилдинг. Добро, спортисти се не пиеме. Добро, политичари, вие пиете или не пиете? Ајде да прашам. Како славите вие победа на градоначалник или съветник или на изборно место? Што правите? Сокови пиете, извинете, ние што сме спортисти. Исто представуваме држава. Така да ве молам од сега чај да пиете, ако може некој од хибискус, така да кажа. Затоа што може и кафето шлог да ве мамне да знаем. Омо треба да ме зумира. Кога зборува тоа? Кажете ми, имате ли личност во животот, предпоставувам од приватниот живот, кој ве мотивира и кој ви е на кој може да се потпрете секогаш во животот? Случај, ја немам идол. Јас сум си самиот на себе идол, затоа што е ова што односум сам си оставив, кога се е женско го купив една фирма, да не ги рекламираме. Не ги рекламираме. Да не ги рекламираме, вака брковите се мои, затоа што во одбојкарски свет, кога ќе видиш у светот, ваква будала како мене нема. Особено и со изглед, и со понашање, и позиција нема да ја земеш. Од кога постои одбојката до ден денес. Пробале многу да имитираат, не можат. Зашто јас сум најдобриот оригинал, а има многу лоши копии. Ама реклама си удри. Приватно имаш, кој ти е... Немам, што домашните ти се тука. Кој ти е потпора, кажи ми? Потпора? Што знам, не... Те поддржуваат ли и во добро и во лошо? Те поддржуваат ли, не знам, уште од мал? Читав јас, ти изгуглав убаво од 13 години некако играш одбојка. Имаше ли поддршката постојано? Не. Сам бе идиот. Идиот, тргање сам и да дојдам до ова сега што сум, да бидам, знаеш како кога дајаш, што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш директор? Не, сакав да се глупирам и да бидам нешто, да. Сега рачунај со глупостите, да, и сега може ова е глупо што го зборам, но глупоста што доаѓа, Скопје игравме против Грција, дојдат пуна сала беше. Ја ти кажам дека 70% дојдат да ме гледаат мене, ја што правам. Затоа што некој плаќа тоа шоу да го гледа театар. А сега кај нас бе да некогаш се плаќа, некогаш не се плаќа. Денеска не се плаќа со струмица, а сега денеска шоуто на Шаби е без пари. Да се разбереме, не е без пари. Значи, како што спомнавме, не е без пари. Тоа иако ќе се гледа после 3-4 дена, но сепак ќе апелираме струмичани да бидат хумани и да донираат за клубот. Има ли, Роман, има ли некој идол? Човек кој те води во животот? Ако кажеш Майкл Джордан, брат, да си води живи се. Не Майкл Джордан, брат. Не знам. Се уверувам во Господ и толку, само он мене води ако нешто има проблема и толку. Нема како идол. Само има еден играч од Франција. Од кога почна да тренираш одбојка? Тоа не прави. Не ги спомешавте прашања уште од самиот почеток, тој чорба кажа. 2011 година почна. Да играш? Да играм, да тренирам. Кога се роди љубовта за одбојката? Кога беше девојче? 2000, не знам, 16 година. Не сакам да тренирам одбојка. Има кога почнем 2011 година има два пати. У лево одиш на одбојка, у десно одиш од кошарка. Ја ќе одем идиот како си вика, ќе одем на лев пат и ќе одем на одбојка. Има два пати. Сакаше да бидеш кошаркар? Има два пати. Но стана одбојкар. Да. Како да го разбереме сега тоа? И така, љубов ќе дојде за 5 години, мине 5 години ќе дојде љубов за одбојка. Фала на прв мој тренер од Константиновка, од Украина, од град. И он си даде љубов на одбојка. Имате ли некои интересни навики, ритуали пред надпревари? Носам дупната лева чорапа на патика затоа што ми е среќен. Така? Жими све и сега носам нон-стоп тande утакмици сам. Имаш ли некој... За мене ритуал... Да, имаат, знам дека сите имаат. Сите имаат, да немаш да немаат. Мора да заспием пред утакмица за 1-2 сати и ќе
пола сат, 40 минути ќе дремнем, тоа мој ритуал, ако Значи, тоа не правим. Немаме многу време за Не, добро, зборување. добро. И Сега ако се тоа не предотакмица. правим, не убаво играм. Тоа ти е ритуал. А што играш? Секој ден. Играм на свадба, брате. Кажете ми, уште 2-3 прашања само више, и само ќе кажи, ве без пуштам, прашања. треба да спиеш за да бидеш добар на утакмицата. Ама која што- уште има време, Слушај, добро. ова е интересно, не знае, Интересно не ти е, знаеш да? да и не да ми се збори, мене многу знаат сите дека зборам. Што сакам да ти се надоврзам? Кога ќе ја научиш Ми више ги од бојката измеша да сите прашања. Искини го најводно. Ништо, тоа е, Да, врта, знаеш што нема. е интересно, кога ќе ја научиш од бојката, кога ќе ја навлезеш е многу поинтересно. А додека ја учиш е тука ти е леле, кога ќе заиграм леле контра, не можам да дам леле најлесното ти е најтешко, а кога ќе го научиш, више тактиката, па Така. виши левел. Тоа нека биде апел до младите. Да не се Па не разочаруваат се ако разочаруваат, дојдат нормално. на, не знам, 10 тренинзи и не ја сватат поентата Па не и може да да се се повлечат, шеме. јас не можам да видам Абе, таа си стои, Апел од да им бојка не дадем може за секој сите, да игра, да ти кажам. И тоа знаеш како малце по е... Како да ти Која е го добавам, дефиниција како за е- успешен одбојкар? Дефиниција што знаеш? Дефиниција, definition, мој френд. Definition. Знаеш, за да успееш или да бидеш успешен одбојкар, треба само да имаш талент и висина. У секој спорт е малце талент, многу работа треба, да идеш по снегови, да идеш по дождови на кај сала, да се маткаш по автобуси градски во Скопје, Упорност. тука да се маткаш со тато, мама, да... Ако има лигавење, да ти кажам дека многу тешко ќе станеш спортист. Често знаат да ја идентификуваат одбојката како најинтелигентен спорт. Да, и најженски спорт. Што се зборуваш на женски спорт? Да, така е во Во Македонија. Македонија ти што играш одбојка, е, На како женски девојче. Ко спорт. девојче, да. Е, дел најженски спорт Мислам е. дека таа стигма Глупост. се уште владе. Не знам Уште за во владе. Скопје, ама Исто во кој за Струмица... пожарникарите исто. Да, да, да. Исто пожарникарите спијат. Нели? И тоа си Така е, стои за јас- тоа јас дека така го- тие за тоа ништо не да, работат. да, Исто да, што да. игра женски спорт. Како е во Унгарија? Женски или машки спорт го декларираат? Украина? Машки спорт како женски. Имам некој што зборува исто ваква женски спорт, ама нема шансе, нема грешка женски спорт. Ке ајде дојде обични човек, ќе влезе у сала, ќе смечира у 3 метра, ќе бомба ваква, кој така може да прави. Ако женски спорт, сите женски да влезува на 2, Кај нас колку, има повеќе, 43 мрежа висока, Да бидеме реални, има скочи. 3-4, не знам, може би се и 4 клуба само во Струмица, 4 се? 4 клуба Добро. во Струмица има женски одбојкарки, само еден машки. И тие имаат недостаток од одбојкари. Во право сум цец. Тоа покажува дека се уште владе таа стигма дека одбојката е за А, жена. сакаш компарација правиш, да? Да. Па женски спорт. Најубав е за еволуирање на девојче кога почнува да разбираш од младите, најубаво се формира, затоа што све опфаќаш со одбојката. Од нозе, од задник, од раце, од изгледот да биде како спортист, најубаво сите, еве ја што знам, повеќето ги запишуваат на одбојка ради тоа, за да се формира убаво прво како физички изглед, Така, дека прав треба да бидеш, не може грбав да идеш. Знаете, го гледате Волков колку е исправен, дека женски спорт игра на женски, дека игра се се оформил. Чека да обидам. Но мислам дека овде многу пати напоменуваме и сега ќе кажам дека имаат влијание и самите училишта, и професорите, и родителите. Многу ми е криво што многу малце деца веќе се одлучуваат да одат на некој спорт. Сите седат Тоа уште дома, помалце ќе иде компјутери, Уште- телефони. Така е, Нека точно е игра, тоа. нели, сега сме со одбојкари гости, ајде да кажеме нека играт одбојка. Не мора да значи да биде само одбојка. Нека спортуваат, нека има здрав живот и нека се роди тој сенс за спорт. и Не, за- никој не ме тераше зимно време да идам у сала. Нема Никој не ме шансе, го носеше минус мене. 20 степени у сала. Никој не Нема ме шансе. носеше у сала, ајде, ако сега ги гледам, Ги молат. Не ги молат, бе. Не, Тоа уште родители. плаќаат да играат, бе, човече. Плаќаат да тренираат, бе. Како плаќање, бе, да. Или ќе направиш нешто за да успееш сам со глава од зид, или ќе биде или нема да биде. Нема, знаеш како може биде, ако биде популярна првата екипа на Струмица, женска, машка, нема верска, од кошарка, ракомет, ќе биде у секој телевизија, у секој интернет, у Инстаграм, ќе деце гледа и сака да дојде. Сега нема ич ништо.
Сега само играемо, дојде 50 душ на утакмица голема проти Олимпиакос на европско првенство и секогаш го и кажувам сите тоа, гледаат медиумите TikTok. имаат главна улога во тоа, во промоција на спортот, но и самото време го налага тоа. Значи, Еве, на пример, ја тебе ќе те прашам. Ке ти заврши денот, се обрна работата... подкастот, сега на мене ја, ќе ке ти заврши нема денот, проблем. работата ќе ти заврши, сакаш да се излуфтираш, имаш фамилија да гледа спорт денеска, играме ние со Капошвар. Сега ти ќе отидеш у кафана или ќе дојдеш да не поддржиш? Ти ќе дојдеш да не поддржиш. Јас ќе дојдам од причина што јас сум човек Морам кој сака спорт. Да, ама особено тука у Струмица 95% луѓе не доаѓаат. не доаѓаат, а не сакаат доаѓаат. спорт. Онду банка преска бев. Да Не, платам нешто. ама сакаат на збор Таа ме само. знае, разбираш, таа ме знае. Така. Вика ќе дојам да те гледам. Дај Боже, викам сите Дај да Боже, сте да, вака, да, сите да да. дојдете тоа од Патарина. Но, за да жал- се нервирав, смири ме жите си. Но за жал не се, да. Не се. Истото се случи, не знам, недела ден, на времето, јас се сеќам, на времето, Недела ден кога за се спорт. играше, да, се играше фудбал, тука Беласица беше, нели? Ден да. за спорт. И сите беа на фудбал. Сите Сега пазар. сите се по кафичи и ресторани. Гледаме на телевизија. Да, Нема ни на телевизија. стадионот празен. Срамно, Исто се жално најавува е, одбојка, сега ние треба да буквално се молат граѓаните, нели, на Струмица да дојдат. Ништо, тоа технички. Ова ти е дојава за пожарта, да. 100%. Види професионална деформација, не 100% се секира и ова е нема. за она. Да. Тоа си носи и новото време, модерното време и некако луѓето го губат тој смисол за спорт. Јас се надевам дека еве со вакви, не знам, емисии, подкасти, изборувања јавно ќе ја дигнеме малце таа свест. И ќе имаме повеќе и публика и луѓе кои ќе се осврнуваат на спорт. Се буди свест. Треба, мора да советот до крај. политички председатели на Македонија, не знам, градоначалники да даде пари да направи нешто нова сала, нова ваква и Нека би деца апел гледа тоа. да дојде, затоа што сака. И Ова кој тоа сака што у и јас Југославија морам да го влезе? кажам, сега ме навлековте и јас морам да кажам, не може да се доаѓа само од политички причини и за политички поени на утакмица. Доаѓајте постојано. Абе, дојца бали Доаѓајте изненади. Да постојано. ја ти викам, сите Да. овој, ја еве ти викам, имам Друго е тенденција за чувството да бидам градоначалник. Абе, мора да има Тоа ли една. беше, ави, И градоначалник? тоа ли ќе станеш? бидам, општина аеродром ќе водам еден. Општина Да. аеродром. Рачунај се. Немој тука Ја би да работел дојдеш до да 12 ни сат, од алудираш. 12 сат, гледај сега тука кампања како се тера. Гледам нешто почна во Од Струмица. 12 сат до 4 Спрема. сат ја ќе бидам на улица да ти кажам и со точек и ќе гледам дал се работи, дал не се работи. Нема да се гради више општина аеродром, лева кога ќе искочиш трак. Тоа кога ќе треба да се кандидираш, ќе ми ова ќе го кажеш, исечеме, нели да. сечи го. И рачунај се. Абе, Да, тебе да, ти треба сала, ти треба... Зошто немаат слух? Ја стварно не знам, многу пати се Затоа што разговара. сакаат да градат, сакаат да шикаат пари, станови у џебови, да прават све, лопродук да го тераат. А тоа не смее да трае со години и со векови. Тоа треба да се прекине. Зашо да градам кога можам, зашо стан да градам 300 квадрата, Не, нека немаш има ни и паркинг, станови, немаш нема ни ништо. проблем, но нека Изгради има, салаве, да, нека да, стои, нека биде нова Инфраструктура изгради. нека разбираш? има, да, нека има Изгради онде инфраструктура. нека е ван Скопје, ван Струмица, направи нешто, направи градски стадион го направи, играат клубови 50 души има. И зашо е направен? Зашо нема што викаш? Да го навлагаме како што треба. Да. Мора да ни се завидувале развива у свест. поранешно време, бе сите што зборат порано имало спорт, ни завидувале како бивша Југ, како Нова Македонија, како овај, како Фиром, како Република Македонија. Сега го Сите Северна имени никој не ги ни кажа. сака, бе. Да. Што е ова? Јас се сеќавам, сега ќе спомнам и кошарка. Ние кога бевме млади, имаше два кошаркарски клуба тука во Струмица и многу често играат дерби, но и на обични надпревари. Тоа беше пуна сала. Значи ние имавме желба, имавме некако свест тогаш да одеме на утакмица да гледаме. Ние Се место знаеш. напред идеме, ние Сега, назад, ние не стагнираме. Тоа ние ми немаме пречи назад. мене и мора некако да се најде некоја, не знам, модел за да се смени Ја нешто. не знам дали го имам кажано исто. Отидов на 8 години да тренирам фудбал во Вардар. Кошарка. Да, фудбал, на 8 години. Татко ми работеше таксист. Татко и не можеше да не носи на тренинзи, али фудбал, покојни Грошев голман, што бил, знаете колку деца и каква селекција се правеше тогаш од 8 години? Сега да идеш у Вардар Ама 5000 тогаш немаше ден. мама и тато Да, да се а сега ти е јават или да 5000 кажат. денара да идеш да тренираш, бе, човече. А тогаш селекција се прави на шоврени. Да. Не биваше, ама татко и не можеше да ме носи на секој ден на тренинг. Не стана фудбалер. Фала Богу. Така требало да биде.
Така треба. сум болje. Кажете ми, за крај, мене ми е многу убаво, можеме да се разговараме уште многу, но имате битен надпревар и јас сакам да сте одморени и спремни. Сигурно ќе дојдам да ве бодрам, тоа ви гарантирам таму. Немам трака да ти дам за поклон. Таа ќе ми ја даш Нешто, после подкастот. Кажете ми совет за младите. Многу ми е битно тоа, знам дека е клише прашање или некако сите тоа го кажуваат совет, но битно е. Нема ги го сврте прашања, нема прашање. Да препише нешто, да преше. Како да се мотивираат младите? Еве, и покрај сите тие ситуации неубави што ги спомнавме, како да се мотивираат и тие да почнат да се бават со спорт? За мене ќе помалку TikTok, и Instagram, и Facebook, и YouTube, и YouTube, такви работи, повеќе да биде поблиску од тебе компанија што не пија ракија, макија, не шате во град, убави луѓе, паметни, и ти си 100% да стигнеш и сакаш нешто за спорт и бидеш паметен човек. Ако поблиску од тебе биде лоши луѓе, и ти си одма надоле одиш. Ако поблиску со тебе јаки паметни луѓе и ти си со нив, одиш нагоре. Така за мене. И книги. Знам што сега, како си вика, не модно читаш книги за деце, само модно 15-ти iPhone и вака YouTube, така. Знаеш, како има кај нас една поговорка, ако во друштво се најдеш и видиш дека си најпаметен и нема што да научиш, бегај од таму. Бегај од таму, во друштво, каде што може нешто да се научи и да се дружи со паметни луѓе. И обовезно мора да следиш за Шабе Берке во Инстаграм, ако сакаш да видиш паметни човек. За повеќе совети за следните во Шабе. За повеќе глупост, ево сакаш да се насмееш с фоллоуни на маркетинг. И тоа ни треба Шабе во животот. Ни треба ни треба позитивни луѓе. Убаво рече, доаѓаат да ме гледаат, но луѓето се желни за убави, позитивни работи да гледаат, да се насмеат, да. Они, знаеш како, јавноста го сваќа глупирање, да, глупирање кога не трае поенат, а кога трае поенат, фокус таму име се. Ја тоа им го кажам, им го образложувам на сите дека да, па ти пукаш со пушки, со базуки, нешто, идеш таму, глума, паѓаш, ама тоа е до текот кога нема игра, кога и на тајмаути мора да има глупости, не може да е све подмачкано, ако е подмачкано, ќе бевме у парламент и ќе зборевме таму озбилност да бидеме. Чак и таму не знам, да нит се смеат, нит плачат, само зборат некако. Нема ни шала, ни смеа, што деца треба поише, знаеш како, има време и за образование, има време и за тренинзи, има време и за напредок и сегде има. Некои деца се откажуваат што сакаат да успеат, што ги бива, не учат, остануваат малце трули. Некој има што па стварно учи, па стварно го бива и за све има време, што одлично ја мислев дека не дека ќе успеам според мене. Образование завршив редовно, се запишав на факултет, се отпишав за станам одбојкар. Станав одбојкар, се па се упишав на факултет, сега сум академски граѓанин на 30 години бруцош, со деца од 18-19 години. Никад не е касно, но кога ќе видам, тоа сум требал да го завршам на време. И да сум учел факултет, пак е сум бил одбојкар, пак е сум го направил све и тоаш би си бил со генерацијата која што треба. Тоа ми е еден мал љутиш на самиот себе си, но на крај успеав дека сега се запишав на ДИВ, на факултет за физичко образование, здравје, спорт и така некако. А сега таму поише ме знаат неголи на 18 години го бев. Да, дека сум популарен. Ради тоа, нешто има плюс, нешто има минус, само сакам да кажам, млади научи, тренирај и има време за се. За све има време, да, треба да се осети и ладно и топло и за да видиш, за да пораснеш и упорност. За се во животот треба упорност. Ако не го направиш тоа упорноста, џабе дена. Нека биде тоа совети од вас и не знам, како заклучок на подкастот, дружете се со убави, позитивни, паметни луѓе за да научите нешто, бидете упорни, трудете се за да успеете не само во одбојката, туку воопшто во животот. Мене ми беше мене ми беше многу убаво. Јас ви благодарам што ми бевте гости во мојот подкаст. Се надевам дека и убаво ви беше и на вас. Да ти кажам, јас се расонив малце сега, па не ми се ни иде. Дај уште малце, се пушти уште 15 минути. Сакаме уште пола сат, нешто така. Таман директно ти идеме овако. Значи се гледаме наредната сезона повторно, нема проблем. Наредната сезона не знам за наредната. Следната неделя. Ако играме Европа, праше таму. Види таму да бидат тука и наредната сезона, не за друго, да ни бидат гости овде, гледаш Струмичани ги сакаат.
Поздрав и до гледачите, се гледаме наредниот подкаст. Чао! Чао!